Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Во Македонија има едно безбедносно психолошко прашање кое се вика Данела Арсовска. Ова утро тема на утринско еспресо на Радио Лидер ќе биде токму Данела Арсовска, но и дивоградбите, но и наредните локални избори. Ова утро заедно со мене е почитуваната Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупчо, ми не достигаше минатата недела. Да, цела и ти енергија. вчера направивме специјална емисија за Израел. Тебе нема да те малтретираме не си за такви теми поврзани со војни геноциди. Тоа се пред се машки теми, што да биде, како да биде. Ти си извинува за дискриминацијата, може би. Не, зошто? Баш ми е... Како до перцепцијата? Значи, но веројатно ти си единствена жена во студиото ово утро. Не знам дали ќе можеш и ти да го дешифрираш женскиот мозок на темата за ово утро. Неверојатен си во пакувањето на најавата психолошко безбедносен предизвик, ајде да не биде проблем. Психолошко. Нека биде предизвик. Во улогата на советник во град Скопје, извини само ако може поблиску до микрофонот. Координатор на советничка група на ВМРО. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН е Мартин Стојановски. Со него ќе разговараме за ситуациите во град Скопје. Мартин, дали си ти доволно стручен да разговараме за оваа тема или можеби требаше да повикаме од некој од клиниките, од некој од универзитетот, катедрата за психологија, психотерапија или слично? Добро утро на вас, на вашето студио, и да ги поздравам сите слушатели на Лидер. Во однос на темата и на прашањето кој ми го поставивте, не сум стручен во таа дејност, но ги знам добро работите како стојат во градот, како стои советот и кои се активностите или неактивностите на поврзани со градоначалникот или градот Скопје. Ајде одма на почеток со она што е најтаза, еден од последните статуси практично на социјалните мрежи на градоначалничката, ги обвинува властите во Чаир дека уништуваат докази клучни на тема дивоградбите. При тоа повикува континуирано обвинителство да излезе МВР и така натаму. Намерно ја игнорираат, вика дека дури кога врти на 192 и кога ќе се представала и го исклучувале телефонот, воопшто не примале повеќе од неа, односно пријави. Ова говори многу за тој филтер на лажни пријави на нашата полиција. Интересна констатација. Значи, говори дека ние сепак имаме некаков воспоставен систем каде што не може било кој што има проблем некаков да во главата пред се да Се уништуваат ли докази? Имате ли таква информација? Таква информација немаме, искрено јас не верувам дека некој може воопшто да уништи било каков доказ. Нели, доколку навистина се случува такво нешто, што повторувам, не верувам, сепак си има институции кои сигурно би реагирале во однос на таа тема, не би останале глуви на тие повици. Во однос на доказите на градоначалничката, дали се релевантни или не знам. До нас советниците се уште нема приложено никаков доказ во однос на тоа. Интересно е што денес имаме 2 седници една по друга. Почнуваат од 14 часа, се токму за дивоградбите во Чаир и дивоградбите во Сарај, каде што беа поднесени од советнички групи и ќе се дискутира на тие теми кои се актуелни во моментов во советот, што по мене и е направено место за дискусија. Интересно е што оваа тема. Таа постојано атакува, односно напаѓа на тема Чаир, вади докази и така натаму, па и теренски нели ги откриваше на очиглед на јавноста, ама за Сарај нема. На страна нели тој психолошки дел, јас ја следев градоначалничката во однос на Чаир и морам да бидам искрен со сите вас и вие кои не гледате и вие во студиото, дека тоа што го зборува, односно фактите кои ги нуди како доказ за дивоградбите во Чаир, ете како држат вода. И сега, прашањето е кој е тој кој дозволил со години во Чаир да никнуваат згради, нели каде стигни, кои се на државно земјиште, згради за кои нема платено, како се вика, нема никаков ни ДУП, ни дозволи за градба, ништо, и потоа се легализираат како да се изградени пред 2011 година, а очигледно е дека не се изградени пред. Значи тоа што го зборува Данела Арсовска, покрајна страна, нели, диагнозата која јас ја имам воспоставено како аматер психолог, тоа држи вода.
Сега прашањето е како да се избори градот, да се избори советот, да се изборат општините, едноставно таа состојба да се Интересното е смени. што таа тема секогаш треба да се отвараат такви теми. Тоа е неспорно. Законот треба да се функционира секаде во Скопје и во Македонија. Меѓутоа, оваа тема се отвори во почеток на кампања за локалните избори. Тоа е она што е сомнително не само за нас во студио, туку и за Но дали за тоа ја прави целата јавност. нерелевантна темата? Не ја прави нерелевантна, апсолутно релевантна е темата, не само за Чаир, повторувам за сите општини. Ние како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесовме за вонредна седница која ќе се одржи денеска за да дискутираме и да добиеме докази од градот Скопје не само за Чаир, туку и за сите општини во градот Скопје кои се наоѓаат на територија во градот Скопје, што мислам дека би отворило една тема која што би ги извадило сите оние лоши негативни работи на површина за секаде каде што има некој Вие таков не го процес. амнестирате вашиот коалиционен партнер од одговорност доколку таму се случувало нешто, затоа што знаеме дека во Чаир на власт е партијата Влен, која е практично коалиционен партнер на ВМРО ДПМН. Не сум јас тој кој што амнестира или не, во советот сме сите колеги кои што одиме по факти и гласаме или не гласаме по сопствен избор, зависи од тоа како ќе се процени нели и кои се доказите за тоа. Затоа е добро што денеска имаме такви седници, како советници ќе ги разгледаме сите докази доколку ни бидат доставени од градот Скопје. До денес од барањето за водена седница од вчерашниот ден до денеска немаме ништо доставено. Значи до сега никогаш не е иницирала да ви ги представи сите овие факти за кои зборува јавно на социјалните мрежи како совет. Никогаш не е иницирала, едноставно одлучи да излезе вака. Преку лайв стримови во никое време Не. во мајчка Нирвана. Не, ова е политичка кампања за некои од партиите кои што сите можеме да претпоставиме за кого. И мислам дека во однос на краток рок може би некад успева, но верувате во политиката, ваква антикампања или ваква кампања која што според мене не е правилна, ќе се одрази негативно, не за неа како личност, за неа веќе се изјасни дека нема да иде за втор мандат, туку за оние кои што ја тера таа кампања или ја води во овој Кој мислите дел или дека нема ли стои да во представи? позадина? Кој стои во позадина на оваа кампања која очигледно ја води градоначалничката и пак е, кажам по втор пат, кога ќе се согледаат фактите, независно тоа кој ги презентира, доколку го, нели, се апострофираме од ликот и делото на Даниела Арсовска, тие факти држат вода, но кој стои позади сето тоа според вас? Сигурно опозицијските партии кои СДСМ или ДУИ? па повеќе мислам дека дуи, а не би го исклучил можноста да стои СДСМ тука, затоа што они беа заедно во власт до пред една година. Тука не треба да изоставиме еден факт, голем факт кој јас го повторувам секогаш во Советот на градот Скопје, тоа е коалицијата Левица СДСМ ДУИ и Даниела Арсовска. Вие имате советници кои се на страната на Даниела Арсовска, имате советници кои се Левица, но имате директори кои се поставени од Даниела Арсовска, имате директори кои се кадри на ДУИ, 3 директори, и имате 3 директори кои се кадар на Левица. Тоа ја кажува и разјаснува целата ситуација Значи во во градот моментот со град Скопје, кој владее? Даниела Арсовска, Левица и ДУИ. И ДУИ, точно. СДСМ и ВМРО ДПМН е со опозиција. Видите, ако го видите, Говори ова многу за талентот на двете најголеми партии. ако видите, не, СДСМ е во коалиција со нив, Па нема поттајно, директори СДСМ. без разлика што нема директори, меѓутоа Нема кога ќе ги управни видите одбори гласањата, СДСМ. кога ќе ги видите гласањата на Советот, како се одвиваат. Цел време ВМРО ДПМ е напаѓана за тоа дека е мнозинство во Советот, но еве во дека текот ги на спречува, емисијата не знам, дека еве. ги спречува, да, но Брз ете рапид ќе дискутираме и за тоа. Еден куп работи на кои што таа ви препишува дека вие сте виновни за негласање и непоминување и неспас на одредени предпријатија и сега велите дека практично вие не сте мнозинство во Така е. Советот на Како градот. ВМРО не сте ДПМ нема мнозинство, има 16 советници, Од вкупно? од вкупно 45. Значи, доколку сакаат останатите советници и мислат дека е правилно одлуката за БРТ, за автобуските линии, за новите автобуси, за Или за било што? кредитното задолжување или за било што, до сега ќе го изгласаа.
Значи има 29 советници. Значи манипулација 23 е се фактот потребни- дека вие бојкотирате, Добро, но односно така е, блокирате. тоа е Дали тотално има мнозинство манипулација. ВМРО, ДПМН и Влен? Не. Немате со Влен, Не. Влен, Влен не постоеше во моментот кога беа локалните избори и немаа своји кандидати. колку на советници Советот. во моментов се идентификуваат себе си како Влен? Двајца. Или 20 тројца, како Влен, значи вие сепак повторно немате Нема. мнозинство. За мнозинство треба 23, си да знаеш. Мнозинството се во овој момент практично никој нема мнозинство затоа што официјално нели СДСМ не е во коалиција со Даниел Арсовски, ако вие го тврдите спротивното. Практично во овој момент дуи левица, а Даниела колку има нејзини пратеници лојални на неа? Па Еднаш избега таа од ВМРО, како се викаше? да, и мислам дека двајца во моментов, но ние видовме дека се откажи и од заменик градоначалник. Така Тој е од Гром. Да, така да не верувам дека е со неа веќе во коалиција, но последните гласања на последната седница укажуваат повторно на тоа. Дека пак се вратил. Иако па не знам дали се вратил, ама поддршката е таа. Мислам јас зборам на тема град Скопје, тука се доказите и гласањата, има видеа. Морам да ви дадам една забелешка како политичка партија, тоа е дека вие како политичка партија имавте убедлива победа на претходните локални избори во Скопје и сега успеавте да останете и без градоначалник и без мнозинство во Советот. Тоа е навистина поразителен факт за една голема машинерија каква што е ВМРО ДПМН. Видете, демократско право е без разлика кој советник како и да сака да гласа. Меѓутоа два советници од 18 од листата уште на самиот почеток од нивни приватни причини, можеби јавноста ги знае, можеби самите они ги знаат, се одметна од таа листа и останавме со 16 советници. Иако ние сме група советничка што има највеќе советници во градот Скопје. Тука се и Зелен хуман град, СДСМ, тука е Влен, Зелен хуман град како се однесува цела оваа приказна? Па мислам дека се повеќе дистанцирани, искачаат на седниците да и поддршката е повеќето кон Даниел Арсовски. Утринско еспресо на Радио Лидер. Не заборавајте, почитувани слушатели, да се претплатите на нашиот YouTube канал. Одиме до 20.000. По 20.000 имаме giveaway, односно извлечеме еден слушател кој ќе треба да го части ручек Столен Умов. Нормално нема Столен да плати. Искра? Тука само сакам да во контекст на ова што го дискутираме, има малку така чудесни коментари од одредени гледачи, например Инџија Ристовски слушатели, односно ние не сме, господин Ристовски, или веројатно се надевам сте маж, ние не сме на страната контра Данила или сме утрово тука за да ја уништиме градоначалничката. Нашата цел е да сме објективни и да ги изнесеме сите фактички моменти и состојби кои што треба да се знаат. Никој не спори дека има да во градби во Чаир, никој не спори дека мора да има одговорност. Не сме утрово тука за да го браниме, не знам, ВМРО ДПМН или не знам Висар Ганил. И покрај лошиот мандат, Дејан Бато вели во право си, ама барем вели собрала храброст да направи да, ама ако нешто вади добро, треба да ги извади сите во градби, односно сите докази. И сега да бидеме искрени, многу од најдобрите уметници у светот, нели, што придонеле кон трајни вредности, биле луди. Нашата цивилизација има бидено многу добро од луди луѓе. Не е прв пат. Па не, доколку добијам тужба, тогаш конечно ќе добиеме шанса да ја вештачиме до Мила Арсовска и конечно ќе биде многу полесно. Јас би сакал да добијам, нели, тужба за тука здравствените власти, конечно некако да ги завешаме, но држи ли ова вода дека можеби конечно градоначалничката е после 4 години преспиени, односно поминати во кавга, тоа не е преспиени, поминати во акција, не и се преспиени, туку буквално успеа да се скара со секој што дише. Можеби конечно собрала градоначалничката храброст и еве, пред заминување ќе направи едно добро дело, а тоа е дека ќе стави крај на дивоградбите во Чаир. Видете, темата е, повторно ќе кажам, темата е отворена во кампања. Добро ќе беше оваа тема да се отвори на почетокот на нејзиниот мандат. Во Рете, што е отворила и треба да се отвори, не само во Чаир. Сега тука се поставува прашањето зошто само во Чаир? Зошто не во други општини?
Имено. А во кои други општини има дивоград? Скопје има над 10 општини кои се во град Скопје. Па да видиме, градот Скопје има точна информација. Има инспекторат. Градот Скопје наплаќа комунали, наплаќа даноци. Точно може да увидат и по пријава од граѓани дали некаде има дивоград. Верувајте, секој граѓанин би пријавил нешто сомнително доколку се случува до неговата зграда или дом. Така да сигурно има пријави. Ако има и во другите општини, нека искочат во Сарај да видиме дали има дивоградби, нека искочат да кажат во останатите општини дали има дивоградби. Кои се под градот Скопје? Не е, мене ми е само чудно зашто е во една општина, ништо повеќе. Апсолутно, тоа и го нотирав. Најмалку да збориме за човечките и реалните проблеми на скопјани, кои Повеќе сум за таа тема. И искрено бидејќи да ја гледаме да, кампањата проблеми. на Данила, ние сме и малку јавност која сака сирџиски да им пристапи на работите, ама ајде да видиме за реалните проблеми. Морам да ти забележам за една доза на дискриминација. Психолошките проблеми се символ за човечки проблеми и реални проблеми. Голем дел од популацијата се соочува и ние како општествено одговорен медиум мора да понудиме една платформа и повик за ментално здравје и за негување на менталното здравје, дали преку психолози, дали преку јога, дали преку спортување. Не мора сега по манастири да одите, но ако тоа ве прави подобри, немаме никаков проблем. Добро, да. Ајде да се уозбилиме повторно, извинете, ама нема Златев има така една интересна линија на хумор. Ова утро сум расположен и на тема автобуските линии. Ајде прво тоа, зошто на тема автобуските линии, бидејќи после сите драми околу ЈСП, околу автобусите, протестите на возачите, па и приватните превозници, практично е исклучително тешко да стигнете од точка А до точка Б, бидејќи иако на возен ред на сајтот на ЈСП стои одреден временски, нели, точна час, минута кога тргнува од станицата, вие не го дочекувате автобусот, па потоа се таложи метеж, се создава хаос, не може ни да во еден автобус кој ќе стигне после саат време да се превезат луѓе, едноставно е невозможно. Зошто е тоа така? Дали повторно има недостаток на незадоволство на возачите? Дали има повторно проблем во ЈСП, нешто ново што да новиве не го знаеме? Зошто се редуцирани линиите? Што се случува на тема и во автобусите? Видете, тука има два сегмента кои треба да се издвојат. ЈСП е еден субјект кој што е правен субјект кој што е во ингеренција на градот Скопје, а приватните превозници ги води градот Скопје, секторот сообраќај во градот Скопје, но се нели приватни автобуси или приватни компании, кои што многу предонесуваат за главниот крвоток во градот Скопје. Тука проблемот јас би го воцирал во неспособноста на менеджирањето со јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Ние 2024 година и на почетокот на 2025 даровме преку 23-24 милиони евра субвенции за ЈСП. Тоа се огромни пари. Каде се тие средства? Управниот одбор на ЈСП ВМРО ДПМН го има? Управниот одбор мислам дека имаше и неколку луѓе кои беа разрешени од страна на советниците, поради тоа што не доаѓа на самите управни одбори. Дали ВМРО ДПМН има поставено нели управен одбор во... Па сега не знам кој ги има поставено, не знам, не ги познам управните одбори, немам контакт како советник, меѓутоа без разлика на тука на управните одбори, тука има надзорен и управен. Верувајте дека не може да промените линии без согласност на совет. Во моментов неколку линии или една најмалку е променета од ЈСП без согласност на совет. Тоа е нешто невидено, кривично дело. Од надлежност. Така е, значи не смеете без одлука на совет. Советот е главниот орган во градот Скопје. Градоначалникот само ги предлага одлуките, ги прифаќа и треба да ги спроведе. Советот е тој кој што носи одлуки. 45 советници се тие кои што носат одлуки. Градоначалникот треба да биде само менаџер или да биде на услуга на граѓаните и на советот. Верувајте, тука се и приватните превозници кои што ги исплаќа ЈСП Скопје. Приватните превозници имаат... Сега повторно има протест, вчера не можевме ние од Маджари да фатиме 20 тројка. Во право се, не им се исплаќаат месечните примања кои што им се во договор за да може да продолжат да возат. Вие како еден приватен превозник, ако имате
Ако во месецот сте ставиле за вашите автобуси 10 милиони денари, а не ги вратите 3 месеци или 2 месеци, или не ви се исплатат, како ќе продолжите да ставате нафта во автобусите? Едноставно не може да функционирате. Тие приватни превозници взимаат кредити за да се стават нафта во своите автобуси. Што не треба да е така, тоа е затоа што им се доцни се исплата. И они за тоа протестираат. Имавме ситуација каде што ние како ВМРО ДПМН лично ги повикавме приватните превозници, како советничка група дискутиравме за покачување на цената и им помогнавме и бевме дел од тоа да се покачи цената, иако мислам дека треба се уште да се покачи таа цена за нив, барем уште минимум 10 денари, најмалку во периодот, затоа што се зголемени трошковите, затоа што платите се зголемени, платите и така натака. Стари автобуси. Така, имаат повеќе од 10 автобуси кои што секторот сообраќај или граничарничката, од кои причини не знам, не им дава решение за да може да возат. Половни автобуси, но во одлична кондиција, кои што сега би придонеле за подобар сообраќај во градот Скопје, а се уште не се на улиците. Од кои причини? Чекај. Набавени автобуси? Да, приватните превозници имаат набавено повеќе од 10 автобуси кои што им стојат паркирани, чекаат дозвола од секторот сообраќај или од градоначалникот на градот Скопје да им издаде решение или дозвола за да може да. Колку долго се случува? Па мислам дека веќе неколку месеци се и се така стојат паркирани тие нови, да, односно половни, но нови. Да. Кол македонска кола. Ама половни беа и овие кои ги прифативме како донации. Да, половни беа и како донации што ги прифативме, но сепак нели автобуси кои се далеку подобри од она што ние во моментов го имаме како возен парк, но и покрај тоа Данела не им дозволува. Она што е интересно, јас ќе кажам само еден факт, дека градот Скопје, ЕСП и градоначалникот бараат укинување на 90 автобуски линии во текот на еден ден, замислете. 90. Ама зошто? Образложението е дека нема автобуси. Сега замислете, дури и да е така, дури и да фалат автобуси. Владата се изјасни дека во најбрз можен рок се работи на тоа дека ќе се набават нови 120 автобуси, од кои барем 80 ќе бидат во градот Скопје. Значи тогаш скоро и да ќе се среди целиот автобуски превоз. ВМРО-вски новинарчиња, што ви е арсовска виновна бешутраци, нон-стоп ја саботираат СДССМ и ВСМРО во Совет на село Скопје и што ќе сработите пак вие да сте на нејзино место, а Ирлија трошењето на 7 милиарди евра и гледајте до кран каков кран е овој? Таму има веројатно многу важни профили кои се активирани во моментов да. А ги познаваме и оние кои што ги водат. Не, овој од Василево. Инаку не ми делој на лажен, но ми делој на глуп. Во секој случај. Инаку ние како советници од ВМРО ДПМН и коалицијата не се сожуваме, не ја гласаме таа одлука. Ако сега ги намалиме тие 90 линии, тука имате 9 за двојка, повеќе од 10 за бројот 5, имате 27 поаѓање на 57 бројот, значи тука ќе направиме тотален колапс и чекање на станици на автобуските постеки. И веќе е колапс. Утре ако се набават автобуси, како ќе ги вратиме тие линии? Добро, ќе се предложи повторно одлука на Совет, ама ако не се изгласа тогаш, што правиме? Не знаеме како ќе се одвиваат бројките во Советот после нас. Може би нема да сакаат тие советници да го вратат пак стариот возен ред и тогаш би дошло до хаос да имаме автобуси, а да немаат право да возат на улици. Затоа не ја поддржуваме таа одлука и мислам дека граѓаните се свесни за тоа, дека ние сме на нивната страна со тоа што не дозволуваме кратење на автобуските поаѓања во текот на денот. Да, што тоа ни фали, вака што би рекле. Не знам дали иако сите останати гласаат и СДСМ и тоа јавно го кажуваат и останатите политички партии. Искра, не знам дали знаеш дека ние имаме со Драган развиено во ова радио на субкултура. Има еден што случајно се вика доктор Голуб и работи на приемно оделение у Бардовци. Аха. Постојано го споменуваме човекот, иако не го познаваме, веројатно станува збор за врвен експерт, но во коментари викаат леке само доктор Голуб. Значи тоа е таа работа. Така, јасно во секој Горан Младеновски вели, мислам дека темата стана досадна. Добро, Горан, ја морам да кажам дека мене ми е многу интересно во однесување на Данела Арсовска како предмет на обсервација. Знаете, тоа
секој Види, сето тоа е во ред, ама не може тема која што ги засега сите граѓани да биде досадна. Господинот Младиновски може и да се исклучи ако не му се допаѓа. Ако му е интересно да треба да ја маваме жената по разни други основи, окей, ти го почитувам ставот твој за тужбава, не знам ти ќе се Не, одговараш. јас немаш да одговарам. Ама дека треба ние цела емисија да ја посветиме на низината психолошка Едноставно, јас едва и безобразно чекам за на Младиновски му биде интересно, мислам. Едва и чекам. Сакам уште една друга тема да отворим ако е можно, а тоа е автобусите. Едниот проблем, улиците по кои возат, другиот проблем. Ајде тука малце за предпријатието, улици и патишта, зошто? Бидејќи ако зборуваме управни и надзорни одбори кои што чии одлуки би требало да се носечки во одредени предпријатии, треба да демонстрираат и практицираат одредена објективна независност од градоначалничката или од политиките на партии, власт и така натаму. Зошто ништо не прави улици и патишта или па прави, а ние не гледаме? Што сработи улици и патишта? Ова не пуштивме 20 милиони и сега пуштивме субвенции оваа година повторно за улици и патишта. Они се правдат дека имаат многу ненаплатени, ненаплатени обврски. Меѓутоа, верувајте дека не сме виделе возило на улици и патишта во град Скопје да санира некоја улица. Гледаме дека многу често и приватни компании ги прават тие улици, а треба реално да ги прави и улици и патишта. Затоа што парите ќе останат во градот, во предпријатието, тоа е многу едноставно. Добро, субвенциите што ги изгласавте за улици и патишта, како заврши? Имате ли информации? Каде Немам информации, тоа е најголемиот проблем. Дека не им се исплатени. Гласаме субвенции, за неколку дени скачаат вработените, кажуваат дека немаат платени, тука 15 во улици и патишта. Протестираат пред град Скопје. Каде се средствата? Добро, кој треба да покрене институциите да истражат кај се средствата? Не знам, финансова, обвинителство, МВР. Тука веројатно финансова полиција, не знам, не сум во тој дел запознан, меѓутоа уште поинтересно е што вработените им е забрането од она што го слушаме од околу да протестираат или им имаат заканувано да не протестираат, да не искача синдикатот на улица и така натака, од причина што нема да смее или ќе бидат избркани од работа. А законско и демократско право е секој човек да го изрази своето право на протест. Што јас ги поддржувам, доколку не им се исплатени платите. Не заборавајте да стиснете subscribe на нашиот канал и на дечките во режија им е забрането да протестираат, токму затоа отиме со кратка пауза за реклами. Во паузата дознав една шокантна информација, а тоа е дека стручен клинички психијатар Хаджи Хамза, кој во исто време и советник во град Скопје, го споделува мојот став во однос на диагнозата. Значи, имам за насуто уште еден аргумент. Стручно лице си е стручно лице. Јас од напад го слушам, не знам. Да, Господ напомож. Да. Стојановски, рековте, нели, во првиот дел од емисијата дека се сомневате практично дека Дуи ја води целава оваа операција. Гледаме дека Дуи практично во изминатиот период имаше една прилично офанзива во однос на власта, успеа да го излече Таравари, да го извади надвор од власта и тој сега практично ќе биде во коалиција со нив. Дали мислите ова е некој поширок проект, дека ова е Таравари 2.0? Како го толкувате ова? Видете, според мене во политика во Македонија не е многу тешко да ги процени човек работите. Обидот со Таравари сме сите свесни дека беше контролирано од речица. Тука не само што се заеба Таравари, се заеба и Дуи, а времето ќе покаже дека сум во право на оваа тема. И сега ако не успеа веќе преку Таравари, ќе пробуваат преку локалната власт или преку градот Скопје да направат некаква дестабилизација во политичката сцена, што за мене ќе кажа потполно е погрешно доколку е така. Дали може би уште од првиот момент Даниела како кандидат на ВМРО ДПМН е sleeping agent на Дуи? Од самиот почеток не верувам, но меѓутоа кратко после почетокот и преуземање на местото сам дека да. Јас се сеќавам на вас уште од времето на кампањата, вие бевте прилично активен во промоцијата на Даниела Арсовска. Се каете ли што на градот му го направивте ова како политичка партија и дајте ми едно логично објаснување зошто
да ви веруваме дека на наредните локални избори нема да ја повторите истата грешка. Да, сум бил еден од најголемите поддржувачи на градоначалничката во кампања, но тогаш не можев да знаем што ќе се одвива после самите избори, нели? Сепак она беше дадена предлог од партијата, каде што ние како членови на партијата се согласивме, ја поддржавме и направивме се и успеавме во тоа да ја донесеме на градоначалничката позиција. Меѓутоа, после тоа што се случи, што ја натера да едноставно да го фати тој пат, што по мене, јас и лично не ја имам кажано, и доколку ја слушам емисијата повторно ќе ја кажам, таа е многу погрешна страна, многу вош пат, и верувајте, по тој пат може ќе успеете да се вратите, ама како ќе се вратите не знам. Што по мене е една многу воша политика, мислам дека тука некои личности и партии од опозицијата сакаат да искористат како политичка фигура или да искористат незината моќ од тоа градоначалничко место, што за кратко завршува, за жал така како што завршува, и еден совет од мене, еве нека биде вака благомирено пријателски, нека излезе побрзо тој пат, затоа што понатака за жал во политиката не можете да успеете. Пред да преиде на Искра, спомна градоначалничката закани за убиство. Кој се заканува на Даниела Арсовска? Сметате ли дека, знаете, сепак и покрај се, и покрај сите ставови, не е нормално на градоначалник на Скопје некој да му се заканува по животот, а не видовме никаква институционална реакција на тоа? Не, тоа нормално дека не е нормално, меѓутоа доколку има такви закани, секако тоа треба да се пријави веднаш во полиција и да се реагира. Меѓутоа во политиката кај нас знаете како, можеби и оние што за што работите, можеби и тие во позадина анонимно да прават и такви работи за да се чувствувате небезбедени и тоа да го кажувате пред камери. Меѓутоа овдека се е можно, останува да и веруваме на градоначалничката, доколку нели овој период продолжи на истиот начин да функционира, што по мене е погрешен, можеби ќе искочат и некои други работи на виделина, па ќе може да знаеме повеќе како јавност. Ајде пак за околу граѓанските теми, од тие нели тука да има сепак некаков баланс однос на што ги интересира луѓето. Тема кучињата, за жал не се тема сите овие години изминати во рамки на владењето на градоначалничката и ова советничка група како состав. И проблемот се триплира. Имено кучињата кои ги гледаме, еве на пример низ аеродром конкретно, делуваат сериозно изгубени, како да се донесени од друга територија тука. Не им е познат теренот, шетаат во глутници, се опасни за самите себе, бидејќи не знаат кај се движат, не се знаат околината, а и де факто се, нели, во неколку наврати и ситуации се пред се опасни за луѓето, децата, постарите и така натаму. Зошто проблемот со кучињата не можеме да го решиме како град? Ги гледаме дека се со жолти, нели, обетки, дека се поминале вака или онака низ одреден филтер, лајка или како и да е, меѓутоа не е решение на проблемот. Ние постојано збориме и за таа тема во градот Скопје. За жал многу средства преку тужби од граѓаните се исплаќаат во моментов по законски основ, нели, откаснати кучиња. Проблемот со уличните кучиња треба да се реши само во градот Скопје и предпријатието Лајка, што по мене не знам дали добро се ја врши работите, мислам дека не, и таму даваме субвенции, дадовме и го пројдовме годишниот план за вработување, што значи дека се од советот и од нашата советничка група е дадена на Лајка за тоа да функционира нормално. Мислам дека три предпријатија до сега ги споменавте, чии пари од субвенции изгласани, не знаеме каде завршила, тоа се нашите пари. Да, секаде имаме скоро дадено субвенции, меѓутоа каде завршуваат тие пари, дали за толку предпријатијата се банкротирани, дали градот не ги исплаќа на предпријатијата, тоа не може да знаеме, меѓутоа ние како совет си даваме субвенции онаму каде што ќе ни побараат предпријатијата. Еве на последната седница 58 милиони денари покривме долг на предпријатието Паркови и Зелениво, за да може предпријатието да функционира нормално. Добро, како или треба барем да се реши? дел нормално. Значи ние даваме поддршка секаде. И за плановите дадовме за вработување, дадовме поддршка и за програмите, дадовме поддршка и за субвенциите. Ние како советници сме дали се, не верувате, немаат аргумент нас да не нападнат. Се имаме како што треба изгласано. Зошто ве обвинуваше за брзиот рапид транспорт или како и да е БРТ? Видете, БРТ е
по мене некомплетно реализиран. Тоа е проект на претходниот градоначелник Шилегов. Не знам дали знаете, трасата што треба да покрај кредитот, нели, што ќе се земе, е да е трасата да биде на самата Партизанска, тоест во средината, во средишното зелениво, што ние не се согласуваме. Исто така ќе поминува над главната цевка на водовод во градот Скопје. Може да биде оштетена при самото копање, од тежината и така натака, и се треба дополнително најмалку 20 милиони евра, што се сериозни пари, за да биде решен проблемот со водоводот, тоест да се дислоцира цевката. Што по мене не треба да се случи, и мислам дека треба да има друг некој таков проект. Ми се допаѓа оној проект кој што го најави од Министерството за транспорт за, нели, во однос на како нешто слично како барата, што би функционирало како што треба. Затоа и ние не се согласуваме, не сме ние тие што треба 20 милиони евра да ги задолжиме граѓаните на Скопје за да се повторно отвара водоводот, да се преместуваат цевки, да се санира тој дел и така натаму. Уште нешто тука сакам да кое што допре до мене и допира изминатиот период, а тоа е дека луѓето од внатре вработените во градот Скопје се жалат на сериозен мобинг. Прашањето ми е, го слушам често како проблем сериозен, а не пријавуваате. Ве зошто не пријавуваат мобинг луѓето? Видете, секој се плаши за своето парче. Вистина е, во значи, градот дека Скопје да има мобинг, тоа го потврдуваат не јас како советник, туку не до мене имаме, допираат луѓе. видовме дека и во емисии во живо, во некои други емисии претходно пред градот Скопје искачаа сведоштво на луѓе каде што тврдеа дека се избркани од работа и буквално им е забрането влез, им одземена картичката или да не им функционира картичката. Што за мене е преседан, не смее да се функционира така. Имам информации дека деновиве повторно се прави мобинг, се бркани луѓе од работа. Не можам да гарантирам, кажувам повторно, но они информации кои доаѓаат до нас како советници, често и вработени не контактираат и ни бараат помош или поддршка, меѓутоа ние сме само советници, каде што имаме ингеренции само во однос на советот. Ние можеме да дискутираме за темите, меѓутоа советот е тоест градоначалникот е некој што одлучува за нив, а понатака ќе видиме како тие луѓе се избркани, зошто се избркани и која е причината. Зошто уште нема нов претседавач на советот после Трајко Славевски? Јас сум и претседател на комисијата за верификација и мандатни прашања во градот Скопје. За денеска имаме закажано седница за констатирање на оставката на претседателот на советот, господин Трајко Славевски, кој искрено одлично си ја вршеше работата претседател или претседавач на советот на градот Скопје. Во моментов по закон и по деловник треба да го превземе најстариот член на советот тоа место до избор на нов. Инаку изборот се може да се врши и тајно, може да се врши и јавно, по предлог може да се предложи било кој советник од советничките групи да биде изгласан, меѓутоа до тој избор треба да го превземе најстариот член на советот, тоа е колешката Халида Палјуши од ДУИ, каде што имам информации дека 2 дена и не може да воспостават контакт службите од градот Скопје и веројатно на денешните седници ќе предложат самите советници човек или советник кој би ја водел таа седница, нели, до избор. Веднаш, меѓутоа мора да се закаже и редовна седница, овие се вонредни за да се направи избор на претседавач на советот. А и тука повторно нешто не ми штима. Не знам, не можам да кажам дали бойкотира или не, можеби има оправдани причини кои што не може да добијат, можеби од некој политичко сценарио, но ќе оставиме да видиме деновиве и како ги се одвиваат работите на таа тема, иако во овој момент мене ништо не ме изненадува. Например, кого очекувате дека ќе биде предложено, односно кои советници имаат право да предложат тука тој дел само да ме го советничка група може да предложи свој кандидат. Или советникот, да. Тоа не знаеме, уште ќе видиме, имаме координација денеска со советниците. Искрено да бидам искрен, мислам дека овие 4 месеци ќе бидат само политиканство во советот во градот Скопје. Што е блокада на штета на граѓаните? На штета на граѓаните, а јас ќе се трудам како координатор на советничката група и моите колеги советници кои се исклучително позитивни луѓе и луѓе кои што се наклонети на страната на граѓаните и пред се теренски луѓе, мислам дека ќе имаме координација и нема да продолжиме претседател на советот, затоа што се ќе се сведува на политика во овој преостанат дел од мандатот на градот Скопје и на овој совет. Ако нема нешто дополнително, Златев, сакам само уште едно нешто што го издвоив, имено
практично Арсовска обвинува дека Мицкоски ги штити Ганију и уште кого го спомена, ги нарекува како господинот Ганију, господинот Меджити и така натаму. Ги штитите ли еве како власт овие луѓе, логично, коалициони партнери? Јас сум сигурен дека власта не штити никого. А за зборот господин, господица, секој од култура го кажуваме на секој наш сограѓанин што ќе го сретнеме или ќе имаме некаква средба. Тоа е општа култура и мислам дека секој граѓанин треба тие зборови да ги употребува во една дискусија меѓу граѓанин и сограѓанин. Кои споменавте особено во политиката. Тоа е едно реално нешто и една норма која што треба да се практикува. Каква е перцепцијата на овие двајца советници од Влен, односно Вреди, во рамки на Советот на град Скопје? Двајца или тројца, во врска со ова што го изнесува Арсовска на тема да го градбите во Чаир? Сме немале се уште седница, ова е прва седница. Интерни комуникации иако немаме информација, тоест советничка група они немаат оформена. Меѓутоа се декларираат со различен став од претходниците на ДУИ затоа што таму имаше нели различни коалиции и така натака. Мислам дека денеска ќе има некоја таква дискусија затоа што ако некој се препукуваат меѓу себе на политичката сцена, тогаш рингот е денеска во Советот на градот Скопје, што за мене биде интересно да се што за мене мислам дека седниците ќе бидат политиканство и една кампања што за мене не е прифатливо, а доказ е тоа дека ние како ВМРО-ДПМН и коалицијата на прошлата седница гласавме и за зголемување на платите на вработените во градот Скопје, сме ги поддржувале, сме имали иницијативи претходно и секако гласавме за зголемување на платите на противпожарната бригада или вработените во противпожарната бригада во градот. Имате информации дали денеска Арсовска ќе се појави на седниците? Немам информации, иако последните 4-5, можеби 3-4-5 седници не се појави. И уште само едно тргна работава. Ќе го изгубили Вреди Чаир после оваа кампања на Данило? Па не верувам дека ќе го изгуби. Не верувам. Да, но ако еве остане ситуацијата ваква, односно институциите не отворат предмети да ги проверат сите овие наводи за кои таа зборува, останува да виси сомнежот. Знаете, тоа реално би можело да ги сме сведочале во минатото на такви гласања кои потоа ги казнуваат раководствата актуелни заради такви ситуации недокажани, неиспроцесирани до крај. Може би партиите ги имаат ретензите во Чаир и може подобро да одговорат на оваа тема или во останатите општини, но ние сме само советници во град Скопје, немаме такви информации. Златев многу откормилото да не ти одзема. Не, слободно. Немам ништо против одличен разговор со Мартин Стојановски, координатор на пратеничката советничката група на ВМРО-ДПМН во град Скопје. Мартин, гледате ли излез на наредните локални избори, кој ќе биде вашиот кандидат? Во тој момент вашата партија пресече за 20 општини, но градот Скопје не е нели опфатен со одлука. Да се уште. Кого вие фаворизирате? Имате ли фаворит? Не, јас немам фаворит, иако за мене секој фаворит што ќе биде веќе кандидат, немам информации, тоа се за тоа одлучува нели централниот извршниот комитет на партијата и секако ние ќе поддржиме кој да биде кандидат за градот Скопје, што сигурно ќе биде убедлив победник на вокалните. Значи убедени сте во успехот? Апсолутно. На тема Сарај малку да се вратиме, какви се шансите таму за победа на Вреди во оваа ситуација? Јас мислам дека прв пат после 20 години ќе има промена во Сарај. Тоа е мислам дека доволно за. Вие практично малски тој дел тука сте. Да, го познавам делот, расположението кај граѓаните за промена после 20 години е голема и мислам дека тука без разлика сега Вреди или некој друг коалиционен партнер од таа партија, во зависност од тоа какво се коалициите, мислам дека ќе се направи промена на вокалната власт во Сарај. Бидејќи втората седница денеска оти де факто ќе биде меѓу вестите број 1 советничката расправа во рамки на град Скопје. Какви докази за дивоградби ќе се извадат на тема Сарај? Да оставиме советот да прикаже нешто, ако има очекуваме од градот Скопје да ни даде информација дали постојат такви
такви градби, дали воопшто имаат информации во градот Скопје. Значи вие практично Ако ќе има за инсистирате да Сарај, за добиете. Чаир треба да имате за сите општини во Скопје. Така е. Јас мислам дека ги исцрпевме прашањата сега. Секогаш може да се збори уште и на тема јавните предпријатија, тема болна за која и градоначалниците што не биле тука. Аеродром Искрено да се Кисела вода. потрудиме да го најдеме овој психијатров што е советник од Вреди, мислам дека ќе не биде добро затоа што ќе ги Да, ма е. споиме стручното вештачење во едната сфера со стручното вештачење, нели, во другата сфера и ќе можеме да имаме еден многу по објективен, како се вика тоа. Ама знаеш дека не зборуваат докторите за своите пациенти баш така транспарентно, па и во етер. Мислам е и повреда на Не знам дали станува збор за пациент. На генерално зборувам како прав. Не навлегувам у таа тема, не сум експерт. Да, И јас се нашиот трудам. гостин очигледно е дека се како се вика, се оттрга од темата. Ни беше драго што гостувавте ово утро. Се гледаме повторно, се надевам во некоја поубава прилика за некоја поубава тема. Драго ми беше што бев и јас гостин во вашето Лидер радио и емисија, каде што ја водите нели во живо, и ги поздравам сите слушатели на Радио Лидер. Благодариме што не слушаат. Имено и ти кажав и off the record, ама еве јавно поздрав од мојата генерација Никола Карев, 4-3, 25 години славевме во саботата, исклучително те следат, односно не следат. Ја почитуваат музиката на Радио Лидер и интересната концепција на дебати што не ја среќаваат по други Твојата радио. генерација е квалитетен маркетиншки продукт, затоа што станува збор за луѓе кои еве конечно Да, после сериозно години успешни. почињаат да трошат. Тоа значи дека ние не за џаби имаме така скап маркетинг, затоа што имаме скапа публика. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM, се гледаме повторно утро. Утре со Сотир Костов, исто како и мене, аматер психолог.